Кажи. Почитувани гледачи, добро вечер. Еве, денеска олимписките кругови, ќе ги започнеме со една тема едукативна. Едукативна, бидејќи без едукација, без здравствена контрола, без здравство нема ни радост, ни младост. Го повикавме господинот доктор, познат наш травматолог, Небојша Настов, кој што навистина го посветува целото внимание на спортот и не случајно е председател на здравствената комисија при Олимпискиот комитет, која води грижа за нашите олимпици, но и за нашите спортисти. Спортските повреди се многу чести, но можат да се избегнат само со добри совети, со на што докторите ќе ви го препорачат. Добро вечер, добре дојдовте во нашата емисија, заедничка емисија на Олимпискиот комитет и спортските новинари, каде што обработуваме теми кои што се од интерес на здравието првото, спорт, здравие, младост, радост. Значи, ако нема здравје, младоста се полека се губи, а и радост. Да. Вие многу од работно место доаѓате, разговаравте со Токио околу Олимписките игри, епидемијата го направи своето, имаме и ова година гарантирано учесник, норов борачот, но имаме и кандидати кои што треба да ги поминат квалификациите. Верувам дека и каратистот Павлов ќе успее, како и останатите каратисти. Одговорноста на спортскиот доктор, кој е на Олимпијадата, е огромна. Да. Посебно во оваа година, односно од како се појави пандемијата, одговорноста дури некако да речеме се дуплираше, ако не и се триплираше. И претходно одговорноста беше за грижата за здравието, значи за како и превенцијата на повредите или третманот на тие некои посетни повреди кај спортистите. Но посебно оваа година со појавата на пандемијата се зголемува улогата на медицинскиот персонал воопшто, вклучително и на докторите. Заради тоа, како што напомнавте во воведот, домаќините на Олимписките игри кои што требаше се одржат ланската година, се одржат оваа, многу особено внимание посветуваат на организацијата, посебно на организацијата на патувањето и на превенцијата на ширењето, односно појавата на ковид помеѓу самите спортисти. Разговаравте со Токио, ги пренесовте вашите мислења на раководството на Олимпискиот комитет. Се уште нема решение на каков начин спортистите, вакцинациите. Нема решение, но има предлози од страна на организаторот на Олимписките игри, односно Националниот олимписки комитет на Јапонија, во соработка со Меѓународниот олимписки комитет и Здравствената комисија на Меѓународниот олимписки комитет. Предлозите нивни најверојатно ќе се преточат и во нивни одлуки, така да беше битно да се дознаат кои се предлозите, кои се нивните размислувања во смисол на превенцијата и евентуално третманот на пациентите кои што евентуално би се заразиле за време на игрите. Така да во однос на вакцинацијата, они строго препорачуваат да сите учесници воопшто на Олимпијадата, значи како спортистите, така и членовите на олимпиското семејство, односно членовите на делегациите, бидат вакцинирани. Во зависност, сега не можат они тоа да го наредат и тоа да биде услов за учество на Олимписките игри, заради тоа што се различните можностите за вакцинација во различни региони од светот, затоа што Олимписките игри се најголемиот собир на спортисти од целата планета, така да не може подеднакво да се третираат спортистите кои што доаѓаат од помалку развиените делови на светот воопшто, значи од Африка, од некои централноафрички држави и оние кои што доаѓаат од Европа, посебно од Западна Европа и од Америка. Така да препораката е да
доколку е можно сите бидат вакцинирани, и има една новина која што досега не била дел од патувањето, односно во организацијата на патувањето на Олимписките игри. Тоа е еден 14-дневен мониторинг на сите учесници, односно сите членови на тимот кои што ќе допатуваат, 14-дневен така наречен здравствен мониторинг, кој што треба да го изведува Националниот олимписки комитет, односно здравствената комисија на Националниот олимписки комитет на секоја земја. И како резултат на тој мониторинг да има, значи, буквално секое движење, секој контакт на тој спортиста да биде децидно наведено, за да се знаат евентуалните контакти заради евентуално контролирање на преносот на инфекцијата. Се уште е дилема која вакцина да се употреби. Дали има конкретно веќе? Не, значи во насоките на Меѓународниот олимписки комитет, како и воопшто генерално на здравствените власти кои што и не се поврзани со спортот, него воопшто, значи не постои преферирање на одреден тип на вакцина. Секој посебен случај треба да се разгледува посебно, што значи дека од оние 3 па 4 сега валјда ќе излезат и четврти тип на вакцина, значи кои што се најраспространети, да речеме, се даваат при одредени состојби, значи зависност од природата, значи од организмот. Конкретно за одредени вакцини нема да спомнувам имиња. Конкретно одредени вакцини не се препорачуваат кај алергични луѓе, одреден тип на вакцини не се препорачуваат кај популација постара од 65 годишна возраст, друг тип не се препорачува кај луѓе кои што, односно популација која што е на некаква хронична терапија, така да секој случај треба индивидуално да се разгледува и врз основа на тоа согледување лекарот кој што ја води вакцинацијата, односно оној кој што ја предлага вакцината, да ја предложи најсоодветната вакцина. Терминот на вакцинирање од кој ќе се стигне во Токио е 48 часа. За вакцинирање, не, вакцинирањето треба да се изведе наназад, затоа што постои вакцина и ревакцина. Да. Што значи дека после извесен период се прима ревакцина и они не го врзуваат тоа. Тестирањето е она кое што они строго мора да се почитува. Тестирањето подразбира 72 часа, највеќе 72 часа пред пристигањето во Токио треба да биде направен PCR тест, значи кој што нормално треба да биде негативен. Се тестираат земјите од ниво на ризик 3, ниво на ризик 3 според јапонската влада е цела Европа, делови од западна, односно скоро цела западна хемисфера, да речеме, и Соединените американски држави, Јужна Америка, значи најголем дел од западниот свет спаѓа во ниво на ризик 3, тука вклучително и Македонија. Значи они треба да бидат 72 часа најдоцна, значи пред влегувањето на јапонско тло, се зима бриз за оние кои што одат во олимписко село, се зима бриз на аеродром, значи повторно се зима PCR тест и се зима PCR тест, дали тоа ќе остане така или не, малце чудно, но се зима и веднаш по пристигањето во олимпиското село, што значи дека спортистите и членовите на делегациите кои што ќе бидат сместени во олимпиското село ќе имаат буквално 3 теста во рок од 3 до 4 дена. Колку сето тоа влијае врз спортистот? Влијае, секако дека влијае, затоа што е стресно, значи секое зимање на бриз е стресно заради тоа што брисот се зима од нос, се зима од грло, не секој е навикнат, да речеме, на такви манипулации, на такви состојби и генерално и во разговор со спортисти, конкретно и ракометари кои што учествуваа на светското првенство сега во Египет, каде што они се тестирани на дневна база, што значи секој ден се тестирани, очигледно тоа им смета. Значи како што смета, значи во општата, заради општото расположение, така смета и во тренинзите, заради тоа што се треба да се подредува во однос на зимање на тестови, ограничување на движења и слично. Што очекувате од нашите спортисти во Токио? Еве сега, очекуваме да се квалификуваат. Повторно Македонија со борач кој што навистина ги постигна најдобрите резултати, а Македонија по ослободувањето Ибрагимов беше носител. Да. Како вие контактирате со борачот?
конкретно со Нуров сум контактирал затоа што сме биле заедно на одредени други настапи каде што настапувал. Но генерално пред самите игри, значи немаме контакт и фактички лекувањето и сите оние останати да речеме здравствени моменти од типот на тој скрининг, исхрана и се иде во нивните локални клубови, значи во клубовите каде што настапуваат со нивните лекари. Дали контактираат со вас? Не, за жал не. Значи оние кои што настапуваат во Македонија за одредени спортови имаме комуникација и немаме никаков проблем. Во конкретниот случај Нуров не настапува во Македонија, значи он се бори во Русија, колку што последно знаев се бореше. Да, така да он генерално и потпаѓа под таа здравствена контрола таму и според тие нивни здравствено-санитарни критериуми, некои кои што му ги наметнуваат во клубот и во државата каде што настапува. Бевте на многу спортски игри, би рекол и олимписки, и мислам дека Европската олимпијада, што беше организирана во Азербејџан, беше правиот потек за развој на спортот во Европа. Разговаравме и со председателот на Азербејџан и со министерот за спорт. Века, ние имаме доста пари, но сега бараме афирмација преку спортот. И изградија многу. Еве во Минск бевте, еден од поубавите градови, меѓутоа големо внимание посветено имаат на инфраструктурата, а и на медицината. Да, европските игри кои што се одржаа во Минск беа стварно, за мене беа, да не кажам, ја бев чудоневиден заради тоа што и организацијата и самата инфраструктура која што ја споменавте и грижата за спортистите воопшто од цела Европа беше на тоа ниво дека слободно може да се спореди и со грижата за спортистите или инфраструктурата на ниво на олимписките игри, значи на големите олимписки игри условно кажано. Дури тоа беше и заклучок на нашата комисијата во која што јас сум член, значи тоа е Здравствената и антидопинг комисијата на Европскиот олимписки комитет. Конечниот заклучок беше дека игрите се организирани од страна на оној домен во кој што ние се интересиравме, значи Здравствениот и антидопинг доменот се организирани на ниво на големите олимписки игри и како резултат на тоа дури двајца члена од организациониот комитет кои што беа задолжени за медицински антидопинг дел успеа фактички да бидат промовирани во членови на Европскиот олимписки и во на меѓународниот олимписки комитет, значи да влезат во тие тела за антидопинг контрола, што е една голема пофалба за Белорусија и за самиот организатор. Во однос на здравствената грижа за спортистите, можам да кажам дека беше организирана на највисоко ниво, заради тоа што беа ангажирани две универзитетски болници кои што беа строго само за учесниците, значи беше организирана поликлиника во самото олимписко село во Минск која што функционираше беспрекорно, една аптека генерално која што ги имаше, иако во почетокот стравот беше дека Белорусија има малце порестриктивни правила во однос на лекарствата што ќе може да се внесуваат. Проблемите ги имат и со Америка, но беше тоа така организирано на тоа ниво што апсолутно немаше ниеден национален олимписки комитет поднесено никаква поплака дека одредено лекарство немало или одредена дијагностичка постапка не била на услуга на самите спортисти и на тимовите на лекарите кои што работат за спортистите. Еве, ние сме мала земја, меѓутоа на малите земји им се посветува доста внимание. Минатото лето бевме со почесниот председател во Црна Гора, добро организирани олимписки игри. Дојде и принцот од Монако и човекот беше заинтересиран за Македонија, но кај нас 200-300 илјади повеќе се. А на конгресот во Лозана, Бах самиот бараше да тој број се зголеми, бидејќи тие се викат носители на олимпизмот, малите земји.
Македонија имаше Олимпискиот комитет добра организација со малите олимписки игри по училиштата. Се изгуби тоа. Што размислувате вие? Сега имат идеја да се врати, бидејќи и во руралните центри кај нас спортот изумира. А спортот е здравје, рековме, радост и афирмација. Размислувањата си секако дека треба да се популаризира спортот, без оглед на тоа дали се работи за мали градови или се работи за помали средини, као што се помалите градови вон Скопје, да речеме Скопје, Битола, Куманово, Тетово, кои што се као големи центри. Реално, од искуството кој што го имам со спортистите наназад 15 на години и од разговорите со нив, значи секогаш преовладува едно мислење дека спортот се раѓа во помалите средини. Значи спортот и спортистите големи се раѓаат во помалите средини, а не во поголемите, затоа што во поголемите градови, овие претходно што ги набројав, понекогаш можеби масовноста е поголема во однос на тој спорт, во почетоците на спортот, но неретко е тоа заради одреден статус, стекнување на одреден статус. Значи не е тоа не секогаш, не можам да кажам дека не е, но не секогаш тоа е пратено заради вистинската желба да се спортува одреден спорт. Него тоа флуктуира, значи во зависност од тоа, кога бевме учесници со кошаркарската репрезентација на европското првенство, кога имавме успех таков каков што постигнавме, во следните 2 до 3 години сите сакаат да тренираат кошарка. Фудбалот некако генерално од секогаш имало огромна популација, односно огромен дел од младината сакала да игра фудбал. Сега со пласманот на европското првенство уште повеќе ќе се популаризира. Со ракометот во последователните неколку настапи на светски и на европски првенства на завршниците реално добива на масовност, но проблемот е во тоа што масовноста се добива повторно во овие големи центри. Најверојатно финансирањето на тие спортски клубови, спортски школи или академии, како и да ги викаме, мањка во оние помали средини. А тоа е најверојатно еден хендикеп заради тоа што огромен дел од потенцијалот лежи токму во тие средини, а тој нема да остане искористен заради тоа што они не се во можност да дојдат од помалите градови во поголемите градови па да тренираат тука, заради тоа што тука се редовни тренинзите, дали е фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, мислам апсолутно неважно. Така да најверојатно треба да се популаризира повторно тоа, дали ќе оди тоа преку мали олимписки игри на ниво на школските, но повторно пак ќе кажам дека сето тоа се комплицира со ситуацијата со ковидот, заради тоа што и оние младински, јуниорски, школски лиги веќе не функционираат од почетокот на минатата година наваму не функционираат. Случајно имам дете кое што е уклучено во некаков спорт и кое што учествуваше во сите тие лиги. Секоја недела, ако ништо друго, прашањето е кога ќе почнеме. Така да. Ние имавме симпозиум спортските новинари, меѓународен симпозиум, спортот за државата, државата за спортот, и се одржа во владата во присуство на 21 земја. Премиерот беше присутен и ова што го спомнавте го потенциравме, бидејќи оној дочек кој што го доживеа македонскиот народ, првото со кошарката, па ракометот, па и останатите, верувајте дека ни една политичка партија не може таков дочек да организира. Значи, спортот е носител на сите активности и афирмација на државата. Државата треба да посвети поголемо внимание, а најголемо внимание треба да се посвети на здравјето, на вас, кој што гледам дека во помалите клубови нема ни доктори, се занимаваат, а доаѓаат до повреди, ќе зборуваме за тие повреди, па додека го несеш во државна или во вашата болница, ќе помине долго време. Значи, основата е да здравството
влезе меѓу младите за да се издигне сениорите. Да видите, тоа го гледаме ние кои што сме од оваа страна сега, да речеме, ние сме оние кои што ја пружаат таа помош за еве веќе пошто разговараме за спортистите, значи кои што ја пружаме кон спортистите. Немањето на доктори, па доктори да речеме и така, но немањето нити на физиотерапевти, немањето на посебно во клубовите, значи кои што се занимаваат со контактни спортови, значи можеби доколку правиме моабет за спортови кои што не се контактни и не би имало потреба од секојдневно присуство на доктор или на физиотерапевт во самите клубови. Но споделувајќи искуства со колегите кои што се во истата бранша од западните земји или бившо источни, а сега западни за нас, значи можам да кажам дека во регистрацијата воопшто на клубовите, значи за да може да помине регистрацијата на одреден спортски клуб мора да постои да фигурира доктор и не е само да фигурира на хартија како бројна лиценца или не знам како фиктивно име некој на договорот, него мора да биде присутен најмалку 2/3 од бројот на тренинзите кои што се одвиваат, значи во клубот. И повторно ќе кажам, посебно во оние спортови кои што се малце по изложени кон повреди, како што е фудбалот, кошарката, ракометот и така натаму. Сакам да кажам дека доколку тоа би влегло во некаква си законска рамка, јас не сум познавач многу на законите, ама доколку тоа би влегло, најверојатно би се форсирале клубовите да имаат повеќе присуство на докторите. Дури малку ќе го свртам моментот, бив пријатно изненаден бидејќи сум ангажиран и во одреден ракометен клуб во Скопје. Денеска добив мејл од управата на клубот дека одредена докторка, еве не е битно, нема повеќе да кажам, се пријавила да волонтира во клубот. Значи без никаква надокнада, без било што, млада докторка која што завршила факултет, добила лиценца за работа, се пријавила да волонтира, што многу ми се допадна како идеја и како иницијатива од страна на младите колеги кои што завршуваат факултет. Така да едноставно можеби тоа не е лоша идеја за оние кои што Па тоа го потврдија во Јужна Кореја преку 5000 волонтери. Да, Олимписките игри влечат волонтери, но ова правиме муабет, значи за секојдневен ангажман на млад доктор кој што на крајот на краиштата ќе добие сигурно еден тип на едукација од една страна, што ќе биде неговиот бенефит во целото вмешување, а од друга страна ќе пружи услуги на клубот кој што буквално она тоа го правда затоа што е долгогодишен навивач на тој клуб и она би сакала да му помогне на клубот, но секако е идеја за поздравување и мислам дека доколку тоа би било малце по-масовно од колегите, апсолутно мислам дека би имале и покривање на скоро на сите клубови во вулгаризира кога ќе кажам, а вистина е гинеколог да биде спортски лекар на фудбалска екипа. Па добро, видете сега немањето или завршил сосема некоја школа која што има врска, но за жал не може на повредите, ќе се вратиме. Првото не знае да направите имунизација. Да, сега имобилизацијата на повредите, сите тие работи генерално спаѓа во доменот и на општата медицина. Да. И доколку не верувам дека зборуваме за повреди. Сакам да кажам, препознавањето на повредите, раното препознавање на повредите, сега доколку се работи за скршеница, јас гарантирам дека не постои доктор кој што нема да познае скршеница на терен или било што. Но има некои посуптилни повреди заради тоа што колку е повисоко нивото на спортот, на нивото на надпреварување, толку се поспецифични, значи и повредите, дури некои минорни повреди на изглед за обична општа популација, кај одреден играч во одреден спорт може да дадат долго време отсуство од теренот, значи отсуство од надпреварување, губење на формата, губење на местото во тимот. Така да се согласувам апсолутно дека во спортските клубови треба да работат спортски доктори. И во Унгарија конкретно тоа е услов во законот. Значи во законот за спорт во Унгарија стои дека
секој клуб мора да има свој регистриран спортски доктор. Да, бевме баш и со председателот сега во Унгарија 3 пати и имаат и најдобар спортски центар. Не знам дали го посетите. На Пушкаш. Јас сум имам стипендија добиена и сум престојал подолг период во Националниот институт за спортска медицина во Будимпешта, така да го знам добро. Да. Во тоа е успехот. Од тука почнуваат практично од вас. Дори сега најново е генетиката. Генетиката присуствува на еден семинар каде што врвни генетичари определуваат дали можеш да фудбал да бидеш, дали за ракомет, дали за тоа. Генетиката се поврзува. Добро, ама тоа е веќе некој... Тоа има етички проблем. Така да ние како лекари многу не се согласуваме со целата таа работа, заради тоа што тука има етички проблем. Ако генетската предиспозиција, затоа што тоа веќе потсетува на нешто од минатото кое што не е баш многу популарно, некој детерминизам дали ќе биде он добар за ова или ќе биде добар за ова, затоа што во историјата и медицината покажала дека може да имате генетска предиспозиција за едно, ама да бидете сосема нешто трето и да бидете успешен во тоа трето. Така да, тоа се работи на запад и тоа се некои доктрини од источна Германија на времето кои што биле, каде што они се труделе условно кажано клонирање, они не интервенирале врз ДНК, односно врз гените, но ги селекција правеле на одредени типови на категории на луѓе и они ги предетерминирале дали ќе бидат фудбалери, дали ќе бидат атлетичари или не. Мислам дека тоа не е популарно и мислам дека тоа нема да пројде Исхраната, но исхраната веќе е многу важна и особено во денешно време во кое што антидопинг технологијата за која што се залага, значи Светската антидопинг федерација е отидена на тоа ниво да буквално може одреден спортиста да биде доживотно сигурно, не, но може да биде дисквалификуван и од обично загадување на храната со кога зборам храна, не зборам за обичната храна, него правам муабет за додатоците на исхрана кои што ги користат сите спортисти. Значи може да биде индустриско загадување на самиот витамин С, да речеме, и имавме случаи во Македонија со користење на витамин С од одредена фирма, па имавме дисквалификација не една година, него неколку години на одреден клуб. Така да генерално исхраната и додатоците во исхраната за спортистите мора да бидат контролирани од медицински персонал, од лекари кои што имаат познавања од антидопингот. Односно од допингот и од антидопингот, фала Богу. Ќе зборуваме за антидопингот, гостин ќе ни биде вашиот колега Зоран со години се занимава кој што го повикавме на конференцијата во Охрид, каде што вие требаше да бидете, но бевте зафатени. Така што и таквите предавања ги организираме во малите градови, во Дојран организиравме со истакнати доктори, да им помогнеме на младите кои што почнуваат со спортот. И интересот беше огромен. Навистина беше огромен. И јас би ве запрашал, кои се најчести повреди, например во фудбалот? Фудбалот како најмасовен спорт, генерално и спорт кој што се игра со нозе, нормално повредите на долните екстремитети се најчестите повреди. Од она што најчесто се сретнуваме во секојдневната пракса, тоа се истегнување или подкинување или кинење на мускули. Тоа е најчесто, тоа е задња ложа, фудбалерите си знаат и самите. Повредите на коленото како најголем зглоб во човековото тело, повреди на скочниот зглоб, многу поретко повреди на колкот. Така да генерално мускулно-тетивните повреди на долните екстремитети се најчести и според некои статистики како на ФИФА, така на УЕФА, така и на Меѓународниот олимписки комитет, најголем број од отсаствата на фудбалери од терен, значи од игра,
се повторно токму заради мускулните повреди, значи дали ќе биде тоа мускули на долните екстремитети, на стомачниот зид, но тие се најголема причина и најчеста причина за отсуство од терен. Понатаму се повредите на зглобови, коленото, како што кажав, па скочниот зглоб. Тоа најчесто се случува при загревањето. Не мора да значи, најчесто е заради несоодветното загревање, или да не кажам несоодветната припрема за спортистот да влезе во надпревар. Обично се јавуваат или како такви, или се јавуваат како последици на премор, односно на подолготраен пролонгиран замор, да речеме, кој што се јавува, и тие се така наречени повреди од исцрпеност, значи кога веќе нема соодветна контрола на балансот на мускулатурата, тогаш доаѓа до такви повреди. И во скијањето најмногу лигаментите настрадуваат. Па да, заради тоа што и скијањето е спорт кој што е со нозе и секогаш е тоа по нерамни површини каде што имаме изненадни движења и каде што многу често страдаат лигаментите. Во борењето. Еве сега За чудо во борењето имам некакви искуства и посебно и со теквондо, репрезентацијата, имам и со слободен стил борењето и со новата техника. Не, новата што беше кикбоксот. Не е кикбокс, него самбо. И со самбото. Да. Значи генерално зачуден сум, но многу често има повреди на лигаментите на коленото. Не би очекувале, но има. Значи ги има многу. И најверојатно е заради тие движења, превртувања, незгодно стапнување на ногата, така да ги има често. Добро, докторе, ова ќе биде прво гостување. Верувам дека ќе соработуваме, ќе ве посетуваме на тие семинари што ќе ги држите, бидејќи тоа е основата, едукацијата на младите. Еве, формиравме академии за спорт, меѓутоа не верувам дека организирале поголема, поширока расправа меѓу учениците токму на оваа тема. Најверојатно на тие академии за спорт треба да се одржуваат и предавања во склоп на редовната настава од страна на спортски доктори кои што би ги едуцирале уште на самите почетоци, значи како за исхраната, така за загревањето, за важноста на соодветната исхрана, важноста на загревањето, важноста на сериозниот пристап генерално кон спортот. Еве, физикална медицина игра некоја добра. Меѓутоа, тоа е потребно да се пренесе меѓу младите, а не само еднаш на 4-5 месеци. Знаете, понекогаш и ние докторите сме малце чудни, можем да кажем слободно. Тука државата треба да се... Нема, и физикалната медицина не треба да ја спомнуваме физикалната медицина само во контекст на рехабилитацијата од повредите. Значи, физикалната медицина и рехабилитација, значи, она има физикална медицина и рехабилитација. Рехабилитацијата е делот кој што ни треба после операциите или после повредите. Но физикалната медицина има многу фини системи со кои што може да допринесе до превенција на одреден тип на повреди. Така да генерално малце поширок проблемот и бара поголемо елаборирање. Потполно се слагам и верувам дека еве и асоцијација на спортските новинари точно на овие теми на здравието, на ова вие што го работите, ќе посвети поголемо внимание и верувам дека овие земји кои што присуствуваат прават своји репортажи и беа доста презадоволни од она што го организиравме во Македонија, во владата на Македонија, во Охрид, така што беше сето тоа пренесено и афирмација. Но државата исто така треба да земе главна улога во стимулирање на вас, докторите. Многу, рековте, и волонтерски одат колку да помогнат на спортистите, бидејќи имате деца ваши, сакате да помогнете. Но сето тоа треба да биде организирани на еден начин,
на едно искуство, затоа често пати спомнувам кога младоста и искуството се спојат, стремежите за резултати и постигнување. И резултатите не доаѓаат. изостануваат. Така е. Тоа е битно и за здравството и за развојот на спортот. Верувам дека Олимпискиот комитет сега се стабилизира со формирање. Иако се уште постојат луѓе кои што работат во спортот, ама работат само за личен интерес и го упропастуваат спортот. Ако на ваков начин вие признато и ние се гордееме со такви луѓе кои што и Европа ги признава, значи имаме кадар, имаме личности кои што можеме да се осврнеме и да побараме помош. Така. А сега ќе посветиме поголемо внимание на антидопингот. Добро. А сега го замолувам господин доктор професор Зоран Ханџиски да одржи предавање за допингот во спортот, бидејќи е тој исто така, како што спомна и директорот на Агенцијата за млади и спорт, човекот кој што е задолжен токму за реализација на овој проект од Европа. Сега. Само момент, еве од некоја друга перспектива. Би сакал да ги поздравам нашите драги гости, драги пријатели. Едноставно, мене ми е чест и задоволство да бидам дел од овој настан. Уште повеќе што сметам дека истражувачкото новинарство, посебно во спортот, представува клучен момент за борба против сите оние штетни моменти кои што доаѓаат со спортот. А типичен пример за тоа е вашиот колега Девид Волш, кој што преку своето истражувачко новинарство, речиси една деценија, буквално го заокружи случајот Ленс Амстронг. Меѓутоа, за тоа подоцна. Едноставно би сакал сите да се подсетим и да почнам со Олимпијадата во Торино 2006 година, каде што, знаете, оние бркотници на полицијата низ улиците на Торино со дилерите на дрога и на допинг, сушност ја најавија безкомпромисната борба на светската спортска јавност, авторитети преку Светската антидопинг агенција против допингот. Сепак, последната летна Олимпијада во Лондон, имаме позитивен допинг случај со дисквалификација на белоруската атлетичарка. И на крај, многу интересниот последен допинг случај во Сочи, Зимската Олимпијада, каде што станува збор за не допинг со ЕПО, него за допинг како резултат на нутритивен суплемент, каде што би сакал оваа јавност новинарска понатаму да насочам и мислам дека во наредните децени главната борба во допингот ќе биде токму тука. Ако направиме еден краток осврт на летните Олимпијади, гледаме како се зголемуваат бројот на допинг контроли, голем број позитивни случаи, поготово на Олимпијадата во Кина, меѓутоа со воведување на така наречените допинг контроли надвор од надпревар, веќе состојбата драматично се променува, а за тоа типичен случај е ова се Зимските олимписки игри, каде што после Олимпијадата во Торино, Зимската Олимпијада во Ванкувер, веќе имаме само еден случај, каде што буквално поради овие надвор од надпревари допинг контроли пред почетокот на Олимпијадите, речиси да се промени светската листа на нордиски скијачки, каде што знаете и председателот на Олимпискиот комитет на Русија беше сменет, дојде нов со кој што се организираше Зимската Олимпијада во Сочи. Всушност станува збор за антидопинг кодот. Тука е главната борба, тука е суштината. И повторно тоа е од Меѓународниот олимписки комитет.
станува збор за заштита на здравјето на спортистот, станува збор за одбрана на медицинската и спортската етика, станува збор за иста шанса во спортот за сите. И од тука почнува целата приказка, каде што генерално Светската антидопинг агенција ја одредува секоја година и забранетата допинг листа, за кој што сосема кратко, една субстанца за да биде ставена ова допинг листа, мора да исполнува минимум 2 критериуми одадените, односно да ја зголемува спортската изведба, да представува акутна или хронична потенцијална опасност за здравјето на спортистот, да го руши оној дух на спортот што е во кодот, или пак да е средство кој што на некој начин маскира некој допинг агенс. И јас за тоа толку, само ради ваша информација, секој 10 јануар на веб-сајтот на антидопинг агенцијата се објавува новата допинг листа со разни дополнувања или рестрикции кои што се резултат на континуирана евалуација и дискусија во светската научна јавност која што се бави со допингот и антидопингот. Меѓутоа, еве кон што сакам, почитувани спортски новинари, да ја насочам вашата и нашата борба како лекари. Тоа е последниот случај на допинг контрола на Олимпијадата во Сочи, каде што биатлонката беше позитивна, меѓутоа на нутритивен суплемент во кој што е најден стимуланс за кое што она не знаела. Сега, верувајте, станува збор за сизифовска борба, бидејќи генерално ќе видите со кого всушност ќе треба да се бориме и каде да истражуваме вистината. Односно, да објасниме што е тоа суплементација и како е таа поврзана со допингот. Генерално, од медицински аспект, за да некого му дадете додаток во исхраната, пред се треба да има доказ дека клетката нешто и фали, недостасува, дека треба да обезбедите некој фармаколошки ефект, или пак незините потреби се зголемени, како што е случајот со спортот. Меѓутоа, клучното прашање, зошто лекарите или пак некои други препишуваат суплементи? Тука се 3 главни моменти за кои што сметам дека треба да истражувате и треба да ја барате вистината. Прво, веруваат дека навистина овие суплементи имаат ергоген ефект, односно дека ја подигнуваат спортската форма. Најчесто се под континуиран притисок од клубот, спонзорот, не знам од кого све не, дека морат нешто да дадат и на крај, она кој што со мојот драг пријател Бошко секогаш го дискутираме, станува збор за неадекватна едукација многу често. И ајде да почнеме со првиот момент. Што говори науката? Нема врска. Суплементацијата се генерално бизнис. Со други зборови, не постои научен доказ дека нешто ја подига спортската изведба ако нема фармаколошки ефект. Голем дел од мета-анализите воопшто не го докажуваат во научната јавност. И на крај на краиштата, научната светска јавност од оваа област не ги прифаќа. Единствено, морам повторно да се вратам, ако навистина има медицинска детекција дека нешто недостасува на организмот, односно на клетката. И сега, само таксативно, ова е една шума од полна со дрвја од тоа што денеска се употребува суплементација, креатини, протеини, витамини и се што, каде што само ради ваша информација 4 докажа досега, до ден денешен, научната јавност дека функционираат и ка навистина имаат ергоген ефект, меѓутоа не се на позитивната допинг листа. Креатин, кофеин, натриум бикарбонат и теофилин. Еве чисто ради вас и да знаете секојаш, кафето не е само за да не разбуди, во кој што има кофеин, туку едноставно ги подига нашите ментални и физички способности. На крај на криштата, ради ваша информација, и го имаме и ова, меѓутоа повторно не се користи. Најрелевантната институција, Австралискиот институт за спорт, веќе ги дели суплементите во 4 групи. Едни кои што навистина треба да може да се даваат, едни кои што се во фаза на научни метаанализи, третите нема везе, трошење пари, и четвртите се оние кои што се наоѓаат на позитивната допинг листа. Сега, клучното прашање. Кој тој притисок и каков е, а бидејќи знам каков е, бидејќи сум лекар,
причествувам во работата, и не мора да е лекар, може да е физиотерапевт, може да е тренер, каков е тој притисок кој што нон-стоп го имате дека треба нешто да дадете и дека само тоа може да функционира за да победите. Еве едно интервју од вашата област, интервју кој што е класична фрустрација, кој што седи во базата за да се изврши притисок контрола на лекарот и другиот, на познатиот бивши тенисер Јаник Ноа, со шпански новинар, со кој што самиот си поставува прашање и самиот си одговара. Вика, па не е можно. Вие шпанците во последната деценија нонстоп да не тепате нас французите. Во сите спортови. Ма гарант вие не сте открили некои нови техники на тренажен процес и стратегии. Сигурно вие нешто им давате на вашите спортисти, сигурно они се допингуваат. Класична провокативна фрустрација, кој што представува притисок на целокупната јавност. Број 2, повторно прес, каде што свесно поради овој притисок се влегува допингување директорот. 2004 година директорот на Јувентус е ослободен од вина, докторот Агрикола е осуден на година дена и 10 месеци затвор. Најпознатата полициска акција обемна до сега спроведена под кодното име Пуерто на шпанската полиција, во она што значи континуирано пратење евалуација на докторот Фуентес, кој што смислено учествува во систематско допингување на првите 10 велосипедисти во светот. И сега се поставува прашањето, уште колку вакви имаме? Меѓутоа, ако свесното допингување е нешто кое што треба да го истражуваме, уште повеќе е нешто кое што стои како притисок, еден облак над спортистите и сите оние кои што се грижат за нивното здравје, а тоа се нутритивните суплементи, кои што наводно, нели, поред прескрипција не се на позитивната допинг листа, а они ги земаат. Односно, видете, сите овие средства овде наброени, кои што не се на позитивната листа, може да бидат инфицирани со допинг средство. И тоа го покажа најголемата келнска студија од 2001 година, каде што се анализирани 634 суплементи од сите производители од Европа и Соединетите Американски држави, каде што 14,8% од сите производители и производи биле инфицирани со средства кои што се на позитивната допинг листа, а во прескрипцијата стојат дека не се. Евеа, таа студија каде што ќе видите нема земја и производител, каде што нема средство кое што не е инфицирано суплемент. А што е со тревките? Што е со нив? Секојдневно Светската антидопинг агенција се бори со откривање на нова и нова тревка која што ја вклучува во позитивната допинг листа. Сега доаѓа клучот на провокативното прашање и нешто кое што за да се бориме на вистина сериозен предизвик. И вие, и ние како медицина. Чистотата на фармацевските и производи нутритивните суплементи. Тоа е борба на Голијат со Давид, односно вие сега, од овој момент, ако се борите против вас, имате најмокната индустрија во светот. А тоа е фармацевската индустрија. Зошто? Што значи контрола на квалитетот на овие производи? Тоа значи дека тие не би требале да бидат со прохормони инфицирани, тоа значи дека нема шанса во производството да бидат контаминирани случајно. И како резултат на тоа денеска веќе се знаат што се веќе страшни податоци и опасно за спортот, дека од секое пето кутивче едно постои огромна шанса да биде инфицирано со допинг средство. Значи обичен С витамин. Денеска разните производители во нивниот маркетинг мафтаат пред нас со лиценци, дозволи добиени од Американската агенција за храна, Германската агенција за храна, Српската, Македонската, Хрватската, не е битно. Тоа не важи. Единствено нешто кое што важи е да од тој производ дадениот серијски број се испита во релевантна и стандардизирана антидопинг лабораторија и само тоа е потврда дека тој производ е чист.
најпознатата научна студија, која што анализира 14 различни производители на суплементи, дали во нив има тестостерони и стероиди, и видете кои се фрапантни податоци. 40% од нив биле инфицирани, од тие 46% со прохормони, 33% со стимуланси. И веќе заклучокот на оваа студија, 7% од сите суплементи се инфицирани. Тоа е страшно. Тоа е страшно, затоа што тука веќе се одлучуваат кариери. Еден спорт му е завршува неговата кариера, еден спонзор може да престане работата на клубот и така натаму, а да не говориме за олимпискиот дух на спортот. Односно, најпознатата лабораторија во светот веќе јавно алармира со црвено. 1 од 4 кутивчиња суплементи кои што се во легалниот проток на дистрибуција, не говориме за црниот пазар, во легалниот проток на дистрибуција имаат голема шанса да бидат крос-инфицирани. И сега да објаснам што значи тоа. И повторно се враќаме на мокниците, на фармацевската индустрија, во процесот на производство, за да заштедат на истата машина на кој што произведуваат хормони и медикаменти, на истите тие машини ги прават и суплементите. Тоа не е нарочно инфицирање. Тоа е инфицирање поради заштита и поради големите профити. Сега, залем заслужува спортистот да го плати овој цех. Меѓутоа, ВАДА многу убаво одамна детектираше све. Едноставно, цело време не повикува, морате сите да се вклучите во оваа борба, вклучително и вие. Зошто? Затоа што на крајот на криштата, според критериумите на ВАДА и антидопинг кодот, спортистот на крај одговара. Ма дали е тоа суплемент, не знаел, ненарочно, он одговара. И сега тука уште повеќе сите ние кои што на некој начин сме инволвирани треба да чувствуваме и одговорност кон сето ова. Односно, прашањето е што правиме со правите информација и едукацијата, почнувајќи од нас, лекарите, до вас, до сите. Дали воопшто имаме поима што се тоа суплементи и дали тоа туку така се даваат во еден страшно мокен маркетинг кој што го имаат фармацевските индустрии, ката дневно. Односно, дали имаме воопшто врска и поима колку се спремни, дали се здрави, дали имаат лабораториски теренски тестирања, дали воопшто ги знаеме нивните параметри, анаеробна, аеробна издржливост, максимална кислородна потрошувачка. Дали воопшто имаме поима тие спортисти во која фаза на тренажен процес е. Дали воопшто знаеме кои се нивните индивидуални потреби, дали воопшто знаеме каков е нивниот енергетски растор за воопшто даваме суплементи. Затоа, почитувани пријатели, драги гости, драго ми е што сте во нашиот најубав град, Охрид, уште еднаш ве поздравувам, за да на крај завршам со заклучоци, мислам дека не се само мои. А што е опасноста од суплементација? Број 1, мал, но секогаш голем ризик за позитивен допинг случај. Све останато е џабе трошење пари. И последното, сепак, на страната на краткиот пат на успехот, верувањата и парите, мора да се стават научните и професионални ставови за тоа како научно и стручно да ја подигнеме спортската изведба, како да го поравиме спортистот, како да го сочуваме нивното здравје. За сето ова последново навистина треба човечки и професионален интегритет, а тој го имаше вашиот колега Дейвид Волш. Во неговото интервју за Прес газете вели 10 години бев бомбардиран, етикетиран, колку пати барав интервјуа со Ленс Амстронг. Што све не направив, бев обвинуван за се и се што за да на крај желбата за вистината сепак е светост. И сам себе си поставува прашање. Кога ќе бидам на смртна постела, што е она со кое што ќе бидам најмногу горд? Тоа е мојот случај, Ленс Амстронг. Се надевам дека и ние, и вие ќе бидете горди утре во вашето истражувачко новинарство, да ја спречиме оваа штетна појава во спортот. Ви благодарам.